Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека сме тука секој понеделник за вас и со вас се со цел да ви информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со здравието. Така ќе биде и овој понеделник, меѓутоа овој понеделник ќе биде посветен повторно на најмалите, на децата по некој пократок период, заради тоа што си ветив дека повеќе внимание ќе посветам за најмалите, за децата, со оглед на тоа дека многу поретко говориме за нив. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Ана Петреска, која што е логопед, и со неа ќе поразговараме за еден проблем кај оние дечиња во предучилишна возраст, а кои што треба да тргнат нели во прво оделение. Впрочем, сега и во мај ќе бидат уписите за првачињата и токму одлучивме да поразговараме на оваа тема и нивните говорно-јазични нарушувања. Значи, кои се тие најчести говорно-јазични нарушувања, кои се причините, значи, колкав е бројот на дечиња, дали имаме некој податок, Ана тука ќе ни каже, потоа што значи правилен развој на говорот и така натаму, нели повеќе прашања за да доближиме оваа тема до вас. На почеток ќе ја поздравам Ана. Ана, ти благодарам што одвои време и што си повторно Ваш термин заедно. Така, благодарам за поканата. На вистина дадовте убава најава, се осврнавте на сите важни аспекти и тоа е тоа. Така, да. Си ветив дека, еве, повеќе внимание ќе посветам, нели, колку што можам, бидејќи само еднаш неделно емисијата и ќе направиме повеќе емисии за дечињата и еве тоа на некој начин го исполнувам. Одлучив повторно да ми бидеш гостинка, да проговориме на оваа тема. Па ајде на почеток да ни кажеш кои се тие најчести говорно-јазични нарушувања кај децата во предучилишната возраст. Така, одлично прашање. Значи, најчести нарушувања во говорот се дислалиите, односно тоа се нарушувања што се однесуваат на неправилен изговор на поголем број на гласови. Она честа слика кај децата, например, неправилен изговор на гласот С, З, Ш, Ж, Ч, Дж, Ц и Дз. И тие директно ја засегаат јасноста кај децата. Секој може да забележи ако детето има проблем со овие гласови и вообичаено се многу актуелни сега, кога е мај месец, кога децата веќе треба да појдат во прво оделение, па тука се и тие тестирања, каде што и педагошката служба забележува дека некое дете, не сите, некое дете има проблем со овие гласови и обично секогаш родителите бараат забрзано логопед за да се санира таа состојба пред почетокот од учебната година и затоа оваа тема е многу полезна и многу широка за разговор. Како што кажав и вие напоминавте сега, месец мај е месецот кога веќе почнуваат уписите за првачињата и нели добро е малку да посветиме внимание, да ги информираме родителите, да ни кажете кои се причините за ваквата состојба на говорот кај децата, кои се тие најчести причини? Така, да, значи најчестите причини, причините можат да бидат многу бројни. Тука се бројуваат и проблеми со забалото, одредени ортодонтски аномалии, например вкрстен загриз, отворен загриз, оддалеченост меѓу забите, затоа што оваа група, овие гласови кои ги споменав, се дентална група на гласови, воздушната струја излегува токму преку забите и ако детето има одреден ортодонтски проблем, практично тоа директно се рефлектира врз овие гласови. Исто така може да биде и лош говорен пример. Например, децата некогаш и од своите другарчиња во градинка, ако едно дете малку шушка, сска, секојдневно се дружат и знаат да попримат малку тој говорен пример или некој во семејството. Некогаш тие работи се малку и наследни, ако и мајката и таткото имаат во некој гласови таков говор, па детето и слушајќи ги малку поприма во сето тоа. Инаку, исто, во оваа возраст може да се забележи и пелтечењето кај децата, која што најчесто е како една состојба преодна состојба, која што може и да измине или па како продолжи да обстојува, тогаш треба да видиме зошто и како и да се продолжи со третман. Значи, исто така во оваа возраст, значи, друга состојба е оној
телеграфски скратен говор, граматичен, кога децата испуштаат прилози, предлози за место, за време, сврзници. Значи, ова се тие сослови кои што се важни во овој период помеѓу 5-та и 6-та година, односно пред поаѓањето во прво одделение, каде што треба да се искоригираат, исконтролираат, се разбира доколку детето ги има како проблем. Имате ли вие вака некој увид во податоците каква е состојбата со бројот на дечиња, дали има поголем број на деца кои што имаат вакви проблеми, бидејќи нели во секојдневната пракса се соочувате со овие проблеми кај децата? Одлично прашање. Значи, некоја свежа статистика, свежи податоци нема, затоа што и пандемијата некако не застана во многу работи, па и во истражувања, во статистики. Меѓутоа, уште 2010, негде 2010-2013 година, во тој период, уште тогаш излезе едно истражување во еден дневен весник, дека дури 66% од децата пелтечат, а останатиот број, значи од тој 100% примерок, имаат некаков говорно-јазичен проблем. Меѓутоа, евидентно е дека еве од 2016 година, од кога јас работам, уште тогаш се гледаше дека се зголемува бројот на деца кои имаат некаков говорно-јазичен проблем. Меѓутоа, што е она што се промени од тогаш до сега? Тоа е дека родителите се охрабрија веќе логопед да бараат и кога нема некој посебно да ги упати. Дали е тоа матичен лекар или специјалист, кои самите кога ќе видат, ќе проценат дека нивното дете има некаков говорно-јазичен проблем, најди самите да кажат сакам да го видите, не сакам така да му остане. Значи, веќе родителите сами се охрабруваат да побараат помош и тоа апсолутно треба да биде така, бидејќи само доколку се почне навремено, тогаш и ќе имаме успех. Значи, детето успешно ќе ги надмине говорно-јазичните проблеми. Меѓутоа, според она што го разбрав нели во вашето искажување, од оној период кога вие сте започнале да работите како логопед до еве да речеме до 2020 пред да почне пандемијата, можеме да кажеме и да констатираме дека се зголемува бројот. Да, апсолутно, и тоа најмногу нешто што е често како состојба, тоа е подоцнежното прозборување, затоа што децата како никогаш до сега, тоа е наша грешка на возрастните, многу прерано ги втурнуваме во светот на таблети, во цртани филмови на англиски јазик. Знаете, родителите ненамерно, апсолутно, како последица на овој брз современ живот, немајќи доволно време, а и децата бидејќи и нас, мислам, и родителите си ги гледаат како и своето слободно време или некогаш и дома ги префрлуваат врските од работа, па нели мејлови комуникации, дека и родителот е пред таблет или пред лаптоп и некако како да им е малку и полесно и детето нешто да изгледа на YouTube, некој цртан филм, и детето кој ќе ги го навикнете вие, потоа е многу тешко да го одвикнете. Ама затоа гледаме многу мал фонд на зборови, значи рапидно намален фонд на зборови. Имате деца кои што до својата 3-та година ќе видите се уште дека се служи со гест, фондот се движи во ни основни зборови мама, тато, баба, дедо за функционална реченица и не станува збор, значи за доцнување во говорно-јазичниот развој, а за сметка на тоа ќе видите како боите ги знае на англиски, формите, дури некои конверзации, поздравни зборови, hello, yes, no, така натаму. А тоа е онаа состојба која што буквално можам да кажам е мислам, многу евидентна кај децата помеѓу 2 и 3 години. Тоа не треба да биде така. Ние работиме сите како логопеди тоа да го смениме, меѓутоа се уште тој тренд кај родителите, кај децата е присутен. Така, спомнавте технологијата. Ние во едно друго издание токму се фокусиравме како и колку влијае технологијата врз развојот, правилниот раст и развој на децата воопшто, па и на говорот, па колку технологијата на вистина има голема улога во нарушување на говорот кај децата и треба ли некако и како треба да им се ограничи, некако да ги информираме родителите,
уште од Да. многу мала возраст, Да. како треба тоа на нив да им се Апсолутно, да вашето колку треба да им се прашање е многу дозволува? суштинско, дека треба, треба и да дозволиме, Да, меѓутоа колку, треба да. и да се ограничи. Кога станува збор за колку, секаде веќе е кажано дека треба да не надминува тоа повеќе од половина час дневно вкупно, што за жал не е така. Така, да. Меѓутоа и друго нешто, значи многу е погрешно на дете од 2 или 3 години, ако би била искрена дека уште и на помала возраст им даваат таблети, да се дава таблет, телефон, воопшто екран, затоа што детето и според медицински параметри до 3 години се смета за бебе. И ние ако гледаме физиолошки, ние всушност на се уште едно бебе што се развива, што треба да го гради мозокот, синапсите, говорно-јазичниот развој, ние му даваме таблет, телефон, не е битно која содржина и не е проблемот толку во содржините. И тие содржини знаат да бидат едукативни, весели и така натаму. Меѓутоа проблемот е што тука нема жива, непосредна комуникација, нема интеракција, детето е само со тој таблет и со таа содржина, а за да детето го развие говорот, за да има функционална комуникација, за да има активен говорен фон, треба непосредна, жива комуникација. И затоа родителите секое слободно време, кога ќе бидат со децата, да го искористат, да бидат тоа преку едукативни книги, едукативни изданија, сложувалки, покажи ми што гледаш тука, што е ова и сето тоа. Вие преку тоа не само што детето ќе учи нови зборови, туку и ќе го проверувате што знае, што не знае, каде употребува англиски, каде па ќе му искорените некои зборови. Значи така постепено ќе се гради говорот. Само тоа е начинот, друг начин нема. Така. Сега кога станува збор за правилен развој на говор кај едно дете, да објасниме што се подразбира под правилен развој на едно дете и на која возраст се случува и кои се тие главни карактеристики. Така, па секако дека под правилен говор подразбираме на чиста правилна артикулација на сите гласови, исто така и потполн реченичен израз, значи да немаме граматичен говор, што се однесува до најмалата возраст, помеѓу 2 и 3 години, не е толку битно и не е убаво родителите да се оптеретуваат со бројките, пропишаните норми во литературата, дека едно дете од 3 години треба да има 50 зборови или дури 2000 зборови, со значење што искрено е неможно за таа возраст. Најважно е активна, функционална комуникација. Ако детето има активна, функционална комуникација, која што гледате дека секојдневно ја користи, многу лесно и брзо тоа ќе почне да употребува и нови зборови, ќе видите како ќе почнат и почетните прашања или секое зборче што вие ќе му го кажете, повторите и тоа може и 2-3 пати да го повтори за да го усвои и ќе видите како од ден на ден ќе го зголемува својот фонд и ќе се развива онака како што треба. Значи не е битна бројката, битно е дали таа функционална и секојдневна комуникација, дали кај детето гледате напредок. Не зборуваме дека напредокот може да се случи за еден ден, меѓутоа да биде континуиран. Ако родителот гледа дека детето има 2,5 или 3 години и се уште мал фонд да зборови, се служи со гест, ве влече за рака за да му дадете нешто, да ви покаже нешто, тоа секако дека е знак дека вашето дете доцни со говорот и е место и време да се побара совет и помош од логопед и дефектолог за да се види што понатаму, односно како да се стимулира говорот. Временската рамка е негде ми се чини до 3 години. До 3 години. Периодот меѓу 2 и 3 години, третата година е прекршувачка за говорот, затоа што тогаш се случува најголемата експанзија во говорно-јазичниот развој. Тогаш најмногу треба детето да го изгради фондот и најмногу и во обем и во бројка на зборови, меѓутоа и тогаш пак најмногу се забележуваат и проблемите во говорот, ако така не оди говорот во нагорна линија, во оваа возраст веќе треба да се побара помош од дефектолог и логопед, што не значи дека е тоа страшно, меѓутоа страшно и задоцнато би било ако не се побара навреме помош. Сега кажавме до 3 години веќе треба нели да се оформи на некој начин говорот. Меѓутоа за она за кој што ние денеска го како да кажам, го потенцираме, некако е оној период, можеби од 3 години па до пред почетокот на поаѓање на училиште. Тука веќе до
до која годишна возраст негде веќе сега дечињата ми се чини дека на 6 тргнуваат годишна возраст, или така? со 5 години, Или со 8 6. месеци, или со 6 и 3, зависност кој месец е роден во годината, значи тргнуваат така, малку да. порано во основа, порано. Сега дали треба тие веќе до пред тргнувањето на училиште треба веќе да говорат убаво? Според оние правила. Апсолутно. Значи Така? од првата до третата година нас не интересира прозборувањето на детето. Од четвртата до шестата, значи тој период меѓу 4 и 5 и пол, скратено кажам до 6 години, тука треба да се оформат сите гласови, правилна јасна артикулација, односно да нема саскање, шушкање, сето тоа. И само за на крај, во овој период, меѓу 5 и 6 години се толерира неправилен изговор на гласот Л и гласот Р. Инаку, говорот треба да биде апсолутно граматичен и апсолутно јасен. И сега може да се случи и дете на 5 години да ви донесат со неправилен изговор на гласови или со аграматичен говор, некои сврзници да не ги употребува детето и може тоа се да се искоригира. Меѓутоа родителите обично што се случува, го чекаат токму ова лето, последното лето пред запишување во прво оделение и обично кога ќе им се посочи на самото тестирање дека вашето дете има проблем со тие и тие гласови или има аграматичен говор, најчесто се надоврзува едно на друго, односно се на куп. И вие практично од јуни до некаде, јули или септември, немате секогаш време се да исправите, бидејќи во летниот период не се работи континуирано. Тука се и летните одмори и тогаш и ние како логопедија и родителите малку го брзаат детето, ајде до септември се да научи. Не може секое дете со така брзо темпо, она што го испуштило порано, да го надомести сега со работа од логопед со месец и пол или два. Затоа треба да не се чека последното лето, туку барем од, да речеме, март месец, да се работи некаде до јуни или јули, да се искоригираат сите тие работи до почетокот во прво оделение. Затоа што времето е фактор кој, знаете, оди напред, не може да чека, ние колку и да сакаме, тоа оди напред, а детето дали може се да стигне, тоа е веќе зависи од секое дете индивидуално. Така. Сега напоменавме кај малите дечиња. Дали кај оние дечиња кои што се веќе од 3 до 6 годишна возраст, дали и тука треба користењето на технологијата малку да им се ограничи? Апсолутно. Или малку повеќе. Да, Јас додека нели се подготвував, се информирав, па дури една ваша колешка, која што е малку повозрасна, кажа дури колку што може дури да скроз да се исклучи технологијата додека почна децата на училиште. Идеално би било да детето, значи местото на технологијата според литература е помеѓу 6-та и 8-та година, како и учењето на друг странски јазик. Меѓутоа современите текови покажуваат дека тоа е неможно. Таблетот, телефонот е насекаде околу нас, составен дел од секој дом и барем, јас ви апелирала до 3-та година, барем ако до се 3-та, ако може скроз да се исклучи, детето да не биде со таблет, со телефон, туку со сликовници, со книги, со комуникација, со приказна. А за понатаму веќе, ако нормално не може, веќе ајде, затоа што детето веќе после 3 години се очекува да го има развиено говорот и самата технологија да не направи толкова штета, инаку идеално би било некаде после 6-та година, од кога ќе почне во прво оделение, тогаш повеќе технологија и странски јазик, меѓутоа од пракса се покажува дека тоа е неможно. Има дури деца со ненаполнети 2 години, каде што родителите ви кажуваат дека биле по 5 или 6 часа на таблет, затоа што родителот не бил во можност, да речеме, работел од дома, не бил во можност, нели, како детето да го помине времето и тоа не би требало да е така, но ете и тоа се случува и барем до 3-та година да едноставно не познава технологија, детето доколку може, ама реално некако тешко. Неизводлива, така. И сега имаме едно интересно прашање, не знам колку сега ќе можете тука да ни посочите, бидејќи нели растот и развојот на децата во руралните средини е сосема поинаков, а додека на децата во градските средини нели
сосема исто така поинаков од условите, па има ли разлика на развојот во говорот кај децата во руралните средини и кај децата во градските средини? Вие добро се осврнавте дека животот во руралната средина подразбира повеќе игра на отворен простор и така натаму. Некоја строга поделба не би било праведно да се прави, значи нема правило дека дете од рурална средина ќе има или ќе нема апсолутно проблем, додека дете од урбана ќе има или ќе нема. Она што во руралните средини можеби малку се греши, што децата од тие средини подоцна заодуваат во градинка, затоа што најчесто има нели кој да ги чува популарно кажано дома и децата подоцна заодуваат во градинка и меѓутоа сакам да кажам дека незаменливо е одењето во градинка, моментот на социјализација, дружба со врсници, исто така педагошката стимулација во градинките, има програма за за сите возрастни групи каде што децата активно учествуваат и тие го градат и својот говор на јазичен развој, меѓутоа и самите културолошки навики, ред, дисциплина и затоа без разлика дали детето има со кого да е дома или не, веќе кој ќе наполни 3 години, полезно е да оди во градинка. Инаку строга поделба нема, иако секако дека и децата кои што живеат во урбана средина не треба да бидат затворени со таблетите, телефоните, сами туку повеќе дружба во отворен простор со своите врсници, комуникација, затоа што тоа е се еден многу голем и важен фактор за тоа како ќе се развива говорот. Сега еден момент, вие исто така напоминавте кога стана збор за учењето на јазиците. Веќе некако години наназад е тренд, нели? Децата уште од мали, па дури ми се чини дека од 3 годишна, 4 годишна возраст веќе ги запишуваат да учат и странски јазици. Јас искрено јас мислам дека тоа не е добро, а и според оние сите препораки ваши, на оние стручни лица кои што нели се за развојот на говорот, се вели дека првин треба убаво да се научи мајчиниот јазик. Зошто е толку важно првин убаво да се научи мајчиниот јазик и на детето толку да не се настојува да учи паралелно и друг јазик? Да, па интересно го поставивте прашањето зошто е толку важно, затоа што чинам дека родителите како да и не секогаш сваќаат доволно и малку дури се лутат, па зошто да не, што е тоа лошо, затоа што живееме глобално. Да, се извинувам што ќе ве прекинам, меѓутоа некако како тие да се горди на своите деца, леле првин добро го научи англискиот јазик. Тука гледаме и нивниот отпор кога ќе дојдат на логопед, меѓутоа зошто е тоа битно? Затоа што дете од 2,5-3, јас знам дека има и центри за рано учење каде што дури од 2 години. Точно, да, затоа и напоменав. Знаете како англискиот јазик конкретно е мелодиски јазик и ако детето не е бито дали има 2,5-3 или 3,5 години, вие го подложите да слуша англиски јазик бидејќи тоа е мелодиски јазик. Песничките на англиски лесно се памтат, дури и цртаните филмови исто лесно, сето тоа колоритно. Децата тоа што го слушаат, тоа и го впиваат. И бидејќи детето, да речеме, 2 пати неделно, еве еднаш неделно нека е таа содржина тој курс. Тоа слуша таму континуирано на англиски комуникација, македонскиот јазик за сметка на тоа нема кој да го поттикнува паралелно и затоа кај детето всушност македонскиот јазик стагнира, а англискиот јазик тоа го гради во нагорна линија само заради тоа што детето што слуша тоа впива. Ние истиот проблем на одреден начин сме го имали кај семејства од билингвални, да речеме, каде што таткото е, да речеме, хрват, мајката македонка и бидејќи детето слуша различни јазици, може да слушате и нели зборови на тој јазик и да меша. Има деца каде што тоа супер го владеат и самиот англиски не прави никаков проблем. Меѓутоа, многу е погрешно кога децата уште по 3 или на 3 годишна возраст ќе ги запишете на англиски, значи да се почека да направи барем детето 5-6 години да го изгради говорот, реченичната структура,
па нема никаков проблем да се запише на англиски, затоа што тоа што ќе го слуша, тоа го впива детето и во суштина затоа толку брзо и лесно учат и впиваат англиски, бидејќи се мали во таа најмала возрастна група, а вие ги подложувате на англиски, тоа за нив никако не представува никаков проблем, многу лесно ги како да ги преснимуваат, ги впиваат тие содржини. Так, каде е тука штетата ако веќе почнат рано или рано научат два јазици? Јас дури сум забележала мали дечиња веќе се комуницираат и на англиски јазик наместо на македонски, надвор при игра. Да, точно. Да речеме, ајде, прво е тоа што тоа може нели лесно да се преструктурира ако детето добро младе македонски, меѓутоа каде е штетата? Тоа знае да повлече една нејасна артикулација, посебно го попримаат тоа англиското исто така и им се мешаат зборовите, термините во самиот речник, вокабулар и многу директно влијае на самиот граматичен говор, бидејќи реченичната структура на англиски е многу поразлична од нашата, подиректна сето тоа и ќе видите како детето дури и со англизиран акцент тако зборува на македонски, ви се обраќа и ќе видите како всушност тој ги превзема граматичките формулации од англиски. Најмногу влијае на граматичноста и на тоа англиско р и ако збориме веќе за прозборување, значи ке помали деца што нив им се меша англиски и македонски. Тоа се трите работи што влијаат и затоа да се почека со учење на втори јазик, односно барем помеѓу 5-та и 6-та година. Никако со наполнети 3 или 2,5 да биде многу со цртани филмови, со таблети или пак да учи курсеви, значи јас немам ништо против тоа. Точно, меѓутоа во свое време, се во свое време, да. Полезен, меѓутоа кога веќе детето ќе го изгради својот правилен говор на јазичен развој на неговиот мајчин јазик. Так, значи според ова ние што сега го говориме и вие како логопед што го говорите, тоа негде би било практично после 5,5 годишна 6 возраст, веќе може тогаш да се запишат и на јазици, па нели потоа да се го научат и англискиот, покрај кога веќе ќе почнат да го говорат добромајчиниот јазик. Ме интересира се тука, бидејќи вие нели секојдневно се соочувате со различни проблеми кога станува збор за говорно-јазичните нарушувања, па кои се тие најчестите грешки на родителите, освен еве употребата на технологијата? Самата употреба на технологија повлекува многу проблеми, односно детето да има некаков проблем со говорно-јазичниот развој. Исто така тука може да се спомене дека и педолалијата, оној бебешки говор, кога дали родителите или некој од семејната средина сакајќи да биде милозлив, внимателен, па со така им се обраќа со деминутиви, со една поинаква интонација, па децата сакајќи да бидат се уште и секогаш деца да го применуваат тој говор. Исто така можам да кажам дека се греши и со пролонгираното носење на цуцла, например. Ама таа е навикната, знаете, не можам како сето тоа, меѓутоа тоа го деформира самото забало, бидејќи жвакањето, процесот на жвакање е многу важен за јакнење на самата мускулатура на јазикот, на образите, а на тоа и на детето му е важно за да може потоа да го поставува јазикот таму каде што треба за секој глас, исто забалото да биде, мислам, во уредна композиција, во смисла да немаме раздалечени заби, правилен загриз, значи кога некогаш родителите нели сакајќи да попуштат, прават некои одредени компромиси кои што потоа ќе се одразат и пак доаѓаме до тоа да им се посветува колку што е можно повеќе време во на едукацијска смисла, на непосредна комуникација, раскажување, прашување, разговарање,
за да едноставно и некое дете и да нема, можеби воопшто никаква потреба од логопед или дефектолог. Меѓутоа јас никогаш не сум замерила на ниту еден родител, бидејќи знам дека темпото, начинот на живот е многу брз, се нема доволно време и кој колку што може толку прави, меѓутоа ние сме секогаш тука да помогнеме за да децата ги надминат. Мислам секој дете различно каков говорно-јазичен проблем има. Така, но сепак треба да се внимава и треба нели секоја она, како да кажам, состојба која што е невообичаена за возраста на едно дете од страна на родителот, треба навреме да се забележи, да се реагира за нели да може навреме и да се реши. Ме интересира како оди третманот. Еве веќе нели сега во мај, ако еве минатиот и претходно кога оделе тие уписи, кога се вршеле тие прегледи, кога кај вас ќе дојдат родителите, колку трае еден третман и кои се вашите препораки како логопеди, што се случува? Да, прво се спроведува, ние го велиме тоа популарно логопедски преглед и некоја логопедска проценка, каде што прво се заведува во логопедскиот лист општи генерали и се запрашува и родителот дали детето имало и претходно, значи од кога датираат тие говорно-јазични пореметувања, отстапувања, а потоа започнуваме разговор со детето преку логопедски карти. Тоа најчесто се карти каде што за секој глас, за секоја буква има поим и го тераме да го изговори поимот преку прашањето што е ова, што гледаш тука, за да видиме како го изговара. Преку изговарањето ние детектираме кои гласови се проблем и се запишува тоа. Понатаму исто така ги тераме, има вежби за јазикот, колку е подвижен јазикот, самото забало, значи тоа се прави дискретно преку игра со еден неврзан разговор, потоа за да видиме реченичната структура, им даваме најчесто приказ по слики, неколку слики кои што треба да ги прокоментираат, што гледаш тука, што има, и детето ќе почне да комуницира и гледате. Ако има уредна граматичка структура, во ред, ако гледате дека прескокнува сврзници, предлози, значи ви е јасно дека треба да се работи и на самата граматика во говорот. Потоа исто се проценува фината моторика, каде што им даваме, например, да нижат ланче, животни на врвка, на перли, значи координацијата со двете раце, десна, лева, сето тоа, боите, например, дали ги знае боите, формите, самата спретност, например, ставање на форми во коцка, самата спретност, грубата, фината моторика, и преку сето тоа вие добивате еден целокупен приказ, нели, целокупна слика што треба да се работи, и потоа, значи, најчесто на детето му велиме ти беше супер, сега можеш да станеш, да си поиграш, да видиш нешто друго, и на родителот му се кажува што е она што треба да се работи од говорен аспект, например, кои се тие гласови, што од граматиката, и нормално родителите ги интересира колку од прилика време би траело сето тоа. Инаку 45 минути трае секој третман, значи исто колку еден училишен час, и обично два пати неделно, два часа неделно, каде што треба да поминат барем периодот меѓу месец и 3 месеци, меѓутоа се заокружува на еден период помеѓу третиот месец, значи третиот месец е како една граница кога треба да се заокружи целиот процес и да се види што е она што е постигнато и што треба понатаму. Исто така во текот на тоа цело работење ние им даваме и задолженија, значи во тетрадка што е она што треба дома да се повтори, особено за говорниот дел, дали се зборови, реченици, ако се третира одреден глас, бидејќи колку повеќе се работи дома и кај нас, толку повеќе, односно за толку предпоставка е дека за толку пократко време може да се надмине и
самата состојба и обично кога имаме дете прво оделенче, ние сме најсреќни и ние родителите ако би можеле до септември да се искоригира она се за кое што биле дојдени, меѓутоа тоа зависи и од самото дете, значи колку време таа состојба траела, колку гласови се во прашање, но и колку ќе се работи дома. Тоа се тие работи кои што ни се битни за да третманот се заврши побрзо, за пократок временски период. А што со оние дечиња кои што имаат, како што напоминавте на почетокот, проблеми со изговарање на буквата Л, Р? Дали ги третирате овие проблеми, па има ли резултати или сепак останува така апсолутно, некој благ? Ги третираме и апсолутно тие се надминуваат. Сега, например, евентуално, ако е за поголемо дете, од 9, 10, веќе 13 значи, сепак треба години, пак навреме да се реагира. Тука реагира. е малку потешко, меѓутоа се користи на апарат виброфон, каде што помага вибрацијата за гласот Р да се создаде побрзо, кај помалите деца тоа нормално се добива побрзо, бидејќи помало дете, и се користат и малку поедноставни методи, дали е тоа со прст под самата ресичка или со шпатула, па му велиме да изговара ДДДД или ДН, за да помогнеме. Исто и за гласот Л. Гласот Л се коригира многу полесно. Само треба да го научиме јазикот да стои горе, позади горните зъби, да се движи и да се артикулира, да се изговара Л убаво, но дека гласот е најспецифичен токму поради таа вибрација, тоа треперење, меѓутоа со современите инструменти работа се добива. Сега кај некој дете може би малку побавно, конкретно за гласот Р, кај некои деца може да се доби и за супер едно оптимално време, меѓутоа тоа зависи од секој дете индивидуално. А пелтечењето? Пелтечењето е веќе малку друга проблематика, посложена. Дали треба повеќе време? Реално гледано да, освен ако се работи за физиолошко пелтечење, кое што го споменав предходно, може да и некоја транзиторна фаза како резултат на таа говорна експанзија, кога детето веќе многу нови зборови, сето тоа, па малку, од што има многу информации, од што се сака брзо да каже и да има некој застој, прекини, и накако станува збор за класично пелтечење од некоја психогена, психолошка причина, треба повеќе време, затоа што треба да се вклучат вежби за дишење, вежби за продолжен говор, масажа и така натаму. И тука, мислам, работиме и со деца кои што се повозрасни, меѓутоа нормално кај тие деца третманот трае и подолго и се, мислам, се вклучува еден посериозен пристап, меѓутоа да, пелтечењето бара во принцип подолго време, некаде 5-6 месеци минимум можеби. Сега тука сме некаде при крајот, би сакала само да потенцирам дека исто така ти ни доаѓаш од Дефектолошко логопедскиот центар Интеракција Плюс. Ние веќе во 2 наврати промовиравме твои изданија, кои што се многу корисни за дечињата, кога станува збор за нивниот правилен раст и развој. Би сакала уште еднаш да ни ги потенцираш и каде може да се ги најдат. Во ред за изданијата, јас само сакам да искористам оваа прилика, бидејќи е мај месец и сега се тестирањата во пресвет. Ние во текот на месец мај, значи во цел месец мај, ќе има бесплатни логопедски и дефектолошки прегледи, каде што секој родител ќе може, значи, да закаже логопедски и дефектолошки преглед и да добие мислење за своето дете. Тоа може да се закаже телефонски на 071 973 362 и 078 245 484 секој работен ден од 11 до 7 часот навечер. Така, навистина убава информација до сите родители, уште повеќе што кажавте дека тоа го правите полезни, бесплатно. да ги охрабриме и да им олесниме да добијат мислам преглед и проценка и да се види што треба понатаму, затоа што овој период е многу важен за сите идни првачиња и не мора да се стрикно првачиња, меѓутоа особено првачињата, бидејќи ги чека еден нов почеток и навистина треба да тргнат во прво оделение со правилен и јасен говор. И уште да ги кажеме оние тоа се изданијата чекор по чекор до правилен говор, таа е логопедска вежбанка со едукативни логопедски вежби, може да се најде во издавачката куќа Феникс, исто и во нашите
простори и изданието Весела азбука. Тоа е малку можам да речам баш за идните првачиња, бидејќи имаме и стикери со букви и текстови на секоја буква и реченици. И навистина еден многу забавен концепт каде што ќе учат и букви, и реченици и песнички и едноставно ќе го градат говорот, а логопедската вежбанка може навистина да најде примена и кај најмало дете од 2 години каде што ќе треба постепено да го гради говорот, односно некој од неговата семејна средина заеднички да му покажува, да му посочува и детето да го гради својот правилен и јасен говор. Така, еве добри предлози наместо оние технологии, лаптопи, мобилни за кои што говоревме, да родителите им купат на своите дечиња и да им возможат нели правилно да се развиваат нели да ги имаат пред нив и да го применуваат она што е внатре од вас посочено како логопед. Ана, ти благодарам, задоволство ми беше, навистина разговорот многу брзо и убаво ни мина, уште повеќе што даваме корисни информации во однос на дечињата, па се надевам во некоја следна средба, па со некоја друга тема од областа на она што вие го работите. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, толку во ова денешно издание на Ваш термин. Се надевам дека и денес успеавте да останете до крај со нас. Следуваат или репризните изданија скоро секој ден оваа недела, а ние повторно ќе се видиме со нова тема за 7 дена во исто време. До тогаш ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје.